Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. На вистина уште една вечер, по милоста на нашиот Господ и Спасител, можеме да бидеме заедно и се разбира да го слушаме Неговото Слово Божјо. Затоа што е на вистина многу важен дел од нашиот живот. Доколку сакаме да го почитуваме Господа, тогаш мораме да го почитуваме, се разбира, и Неговиот збор Божи. Денес, како направиме една анкета, ќе можеме да забележиме дека многу луѓе кои себе си се нарекуваат христијани, верници, тие го познаваат Бога и веруваат во Бога, но многу малку се занимаваат со Светото Писмо. Скоро и ич. Зато е многу важно, доколку сметаме дека сме христијани, деца Божи, тогаш е многу важно да го читаме зборот Божи. И таму ќе узнаеме за сите Божи длабочини и Бог ќе ни се открие за Неговата воља. Всушност, Библијата, Светото Писмо, зборот Божи, за кој што имаме серија предавања, служат да ни покажат колку многу важно е да се чита Библијата. Затоа што Библијата е огледало на секој еден човек. Преку тоа огледало, ние сите можеме да се огледаме и да се видиме. Всушност, преку тоа огледало можеме да ја откриеме нашата несовршеност, а всушност да ја откриеме Божјата праведност. Затоа е многу важно да читаме Свето Писмо и тоа ќе ни го открие планот, се разбира, Божи. Почитувани слушатели, навистина уште една емисија по милоста Божја. Емисијата Гласот на вистината, кој се емитува еднаш неделно, служи за слава Божја, меѓутоа преку самата емисија Бог сака секого еден од нас да не предупреди, затоа што ние живееме во последните времиња. Забележуваме дека многу нешта се случуваат во светот, и тоа нешта кои што толку многу се разбира забрзани. Затоа е многу важно уште од ноќеска да земиме да го отвориме Писмото, зборот Божи, и да видиме што Бог точно ни зборува за последните времиња. Кога ќе зборуваме за последните времиња, или која да е било друга тема, или да поставиме прашање, се разбира, мораме да го земиме при нашите раци Светото Писмо, Библијата. Таја има одговор на сите, се разбира, на сите наши прашања. И затоа е многу важно да ја читаме Библијата. Зборуваме за исклучително многу важна тема. Тема која што верувам дека ќе помогне да разбериме дали Библијата е се уште актуелна. Некои луѓе сметаат дека таа е стара или застарена и дека повеќе нема авторитет. Но сепак, овие емисии, како што реков, служат и овие серија предавања да видиме дали се уште Библијата, иако е најстарата книга на светот, има авторитет. И зошто таа се уште е актуелна и има авторитет. Сепак, кога ќе одлучиме да го читаме Светото Писмо на сите овие поставени прашања, се разбира дека ние ќе најдеме одговор на сите овие нешта. Зошто за зборот Божи се зборува како жив, или дека е жив и во кој е смислата на тој збор Божи. Потоа, овој збор е жив затоа што е неисцрплив, неуништив. Подобро кажано, овој збор во себе си содржи божанствен живот. Тој е чист, бистар и свет. И ова е многу битен и многу важен факт за сите нас. Се разбира, зборот Божи има смисла и не само што тој има смисла во себе си, туку му дава смисла и на нашиот живот. На еден начин, тој збор Божи кој има смисла и има авторитет,
му дава важност на нашиот живот, му дава всушност живот или енергија за да можеме, се разбира, да живееме преку тој живот. Кога ќе го читаме Словото Божјо во првата книга на Мојсей, ќе видиме и ќе забележиме како Бог го твори првиот човек Адам. И како Бог му дувнува во нозрите дух животен и потоа Библијата открива дека човекот станува жива душа. Без тој животен дух кој Бог му дувна на Аврам, поточно на Адам, човекот не би можел да стане жива душа. Затоа всушност во зборот Божји, во силата Божја се крие животот. И во тој збор има авторитет и нас ни дава едноставно живот да можеме да го живееме животот. Затоа мораме да читаме Свето Писмо и да откриеме што Бог точно почнува или зборува за животот. Дури не само тоа, ние можеме да откриеме смислата на животот, затоа што денеска голем број луѓе се трагачи по смислата на животот. Тие размислуваат дека животот навистина нема никаква смисла. Многу често пати луѓето размислуваат дека кој бил, кој вишол, кој се вратил да ни докаже дека постои живот вечен. Иако Библијата зборува, Евангелијата зборуваат за Исус Христос, за Богот човекот, кој бил пред 2000 години на оваа земја, умрел и воскреснал од мртвите, да сега преку него смртта да не биде последната дестинација на нашиот живот. Тој вели дека секој кој верува во него и да умре, ќе живее. Значи, имаме надеж дека после овој живот постои друг живот. И тоа е смислата на нашиот живот, смислата на нашето создавање, да живееме вечно. Бог не креирал, не создал, за да можеме да живееме вечно. И тој дух кој Бог го дал на човекот бил животен дух, дух за кој човекот требало да живее, се разбира, вечно. Но во некоја наредна прилика ќе зборуваме повеќе околу, се разбира, создавањето на светот и околу човекот. Сега сакам да се вратиме назад и да зборуваме, се разбира, за Светото Писмо. Поточно да зборуваме за зборот Божји. Уште еднаш само ќе нагласам дека зборуваме за исклучително многу важна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Ова е веќе 6-ти час како ние зборуваме за Светото Писмо, за Библијата, дека зборот Божи се уште е жив. Зошто е жив се уште зборот Божи? Зошто Библијата се уште е актуелна? За тоа ни зборува и самото Свето Писмо, ни зборува, се разбира, Библијата. Зошто Логосот или Словото Божјо е живо и има сила да делува во животите на луѓето и се разбира да може да ги променува животите на луѓето. Прво и основно нешто што ние мораме да разбериме е тоа да го отвориме Светото Писмо, се разбира, значи да го отвориме Светото Писмо и да отвориме во Евангелието на Јован 4 глава 14 стих. И еве што таму ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител. И кој пие од водата што ќе му дадам јас, нема никогаш да ожедни. Таа во него ќе стане извор на вода што ќе тече во живот вечен. Потоа ќе отвориме заедно уште еднаш во Евангелието на Јован, поточно во ова исто Евангелие, во 6 глава, значи ќе отвориме Евангелие на Јован, 6 глава, и се разбира, ќе го прочитаме Евангелието, ќе прочитаме 6 глава, 47 стих. И еве што таму ни е запишено. Еве што вели Исус, кој е началникот на животот, од кого потекнува животот. Значи, самиот живот потекнува од самиот Господ Бог. И еве што таму ни е, се разбира, запишено. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, ќе има живот вечен. Јас сум лебот на животот. Еве гледаме како Исус се представува
како живот вечен, дека всушност од него потекнува, се разбира, животот вечен, а од некој друг не. Затоа многу е важно, денеска толку многу се зборува за животот вечен, од каде потекнува животот вечен. И по тоа прашање Господ Исус, се разбира, ни дава информации, поточно словото на нашиот Господ и Спасител ни дава информации, од каде потекнува животот вечен. Може би, пријателе, ти си тој истиот кој што исто така си го поставуваш ова исто, се разбира, прашање. Од каде потекнува животот вечен? Или пак, кој е животот вечен? Библијата навистина ни дава доволно докази за тоа кој е животот вечен. И затоа е многу важно, се разбира, да го читаме Светото Писмо и тоа ќе ни открие кој е животот, се разбира, вечен. Кога зборуваме за животот вечен, кога зборуваме на вистина, дека Исус е самиот живот вечен, ја би сакал уште еднаш да прочитаме неколку стихови кои ни се запишани во Евангелието на Јован, дека самиот збор Божи поседува живот. Ке отвориме во Евангелието, како што реков, на Јован, првата глава, и ќе ги читаме првите 4 стихови. Доста познат пасус, кој што многу често пати сме го читале заедно. И еве што вели Словото Господово. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бог. И Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бог. Се стана преку Него. Без Него ништо не стана. Она што постана. Во Него беше животот, и живото им беше светлина на луѓето. Значи, евангелистот Јован не ни зборува за всушност за Божјото раѓање, тоест за Христовото раѓање. Тој ни зборува за животот вечен. Всушност, тој ни открива преку Духот Свети дека самиот Син Божи е животот вечен и дека од него потекнува животот. Подоцна, во Дела апостоли, апостолот Петар, кој им проповедал на луѓето, кој бил инспириран преку Духот Свети, зборува дека Исус е точно животот вечен. Всушност дека тој е началникот на животот и дека од него, се разбира, потекнува животот. Еве, понатаму ќе видиме што ни зборува, се разбира, апостолот Павле. Апостолот Павле му зборува и му дава една интересна и јасна порака на еден млад човек во Библијата, се викал Тит, дека Словото Божјо всушност е бајната на природување или обновување на секоја една, се разбира, личност. Еве ќе отвориме во Тит, значи ќе отвориме во Тит, ќе читаме од 3 глава, значи Тит, 3 глава, ќе читаме од 5 па 7 до 7. И еве што ни вели Словото Господово. Тој не спаси не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост преку бајњата на природување и обновувањето од Духот Свети, кого изобилно го излеа на нас преку Исус Христос, нашиот Спасител, да оправдани со неговата благодат, да станеме понадеж наследници, се разбира, на животот вечен. Потоа ќе отвориме уште, се разбира, во 2 Тимотеева, 3 глава, 2 Тимотеја, 3 глава, и ќе видиме што таму, се разбира, ни е запишано. Ќе читаме 16 и 17. И еве што ни вели повторно апостолот Павле, кој исто така му давал јасни принципи, јасна слика на Тимотеј. Кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме како Тит, така Тимотеј били ученици на апостолот Павле. Сепак, тој им зборувал за Христос, за вечниот Логос, во кој се крие животот вечен, всушност дека тој е началникот на животот. И еве што ни вели таму Словото Господово. Целото писмо е од Бога вдахновено
полезно за pouка, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршен и подготвен за секое добро дело. Гледате, почитувани, како апостолот Павле зборува дека целото писмо е од Бога дадено. Значи, целото буквално писмо е од Бога дадено. И тоа е многу важно да знаеме сите ние, дека писмото, се разбира, е дадено од самиот Творец на небото и на земјата. Библијата е Божи збор. Таа е непогрешлива, неуништива, ниту пресушна. Се разбира, во нези има живот. Ке видиме уште неколку старозаветни стихови кои ни се запишени, се разбира, во Стариот Завет. Еве заедно можеме да отвориме во книгата на пророкот, се разбира, Исаија, еден старозаветен пророк. Пророк кој бил пред Месијата некаде околу 700 години. Ке отвориме во 40-та глава, значи поточно во 55-та глава, ке го прочитаме 10-тиот и 11-тиот стих. И еве што ни вели Словото Господово. Како што дождот и снегот паѓаат од небото, и таму не се враќаат, туку ја напојуваат земјата и ја прават способна да раѓа и да зелене, за да му дава семе на оној што се е леп за да јаде. Така и моето слово што излегува од устата моја не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што му е угодно и го прави она за што сум го испратил јас, вели Господ Бог. Еве каква моќ има Словото Господово. Тоа е моќно и силно и тоа не се враќа кај Господа. Тоа има сила да направи трансформација во животот, се разбира, на луѓето. Ке отвориме во Псалм 119, ќе го прочитаме 89-тиот стих. И еве што ни вели таму Словото Господово. Ти постоиш вечно, Господи. Твоето слово за секогаш е утврдено, се разбира, на небото. Има полно вакви стихови кои зборуваат, се разбира, за Словото Господово, дека тоа е вечно, дека тоа постои и дека тоа од секогаш постоело. Затоа и самото Евангелие на Јован, поточно евангелистот Јован, ни открива дека Словото во кое има живот, тоа постоело од секогаш. Постоело од вечноста и било со Бог или во Бог, но и самото било, се разбира, Бог. Така да сакам ова вечер да ве оставам со мирот Божи, Господ, се разбира, нека биде со сите вас и тој ова вечер нека ве благослови. Имајте убава и благословена вечер, пријатна вечер и се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.